Вечерва во Домот на културата Димитар Влахов во скопската населба Автокоманда се промовира антологија на песни посветени на скопскиот катастрофален земјотрес, насловена Ден судбоносен, 26 јули 1963 по повод 55 годишнината од овој најтрагичен настан во поновата историја на Скопје. Антологијата ја приредија новинарите на Македонското радио, Радио Скопје и публицисти Свето Стаменов и Искра Чоловик и професор доктор Васил Тоциновски, универзитетски професор, литературен теоретичар и критичар, писател и поет. Антологијата, која е плод на речиси двегодишна континуирана истражувачка работа, содржи 182 песни на 90 на поети од речиси сите страни на светот, кои преку нив ги искажуваат својата болка и тага за она што го снајде Скопје во тој судбоносен и во црно завиткан 26 јули 1963 година, но и надежта дека Скопје повторно како феникс ке се крене од пепелта и урнатините. Според приредувачите, во изданието со своји песни се застапени автори од сите генерации македонски поети, почнувајќи од највидните представници на македонската поетска реч Славко Јаневски, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, Анте Поповски, Лазо Каровски, Томе Арсовски, Евгенија Шуплинова, Бистрица Миркуловска, Цане Андреевски, Иван Чаповски, Влада Урошевиќ, Славка Арсова и други, па до најновата генерација македонски поети, од кои некои своите песни ги напишаа специјално за оваа антологија. Од поетите од странство, меѓу другите со своји песни се застапени и Еврем Брковиќ, Јуре Каштелан, Славко Михалиќ, Кристине Буста, Иван В. Лалиќ, Јон Хореа, Елио Филипо Акроа, Луси Албертини, Алберто Баеса Флорес и други. Посебен куриозитет представува тоа што во антологијата првпат на македонски јазик интегрално се објавува и збирката Урнатини на познатиот хрватски и македонски филозоф и еден од втемелувачите на катедрата по филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје и поет Павао Вук Павловиќ. За него, скопскиот земјотрес беше главен мотив на својот мајчин хрватски јазик да ги напише антологиските 33 скопски сонети. Во прилогот насловен Скопскиот земјотрес и музиката, пак по првпат на едно место се собрани текстовите на песните што за скопската катаклизма и за Скопје ги испеа легендите на македонската народна музика Никола Бадев, Васка Илиева, Александар Сариевски и сестрите Мавровски. Промотори на антологијата Ден судбоносен 26 јули 1963 се професор доктор Елена Јованова Грујовска, директор на Институтот за македонски јазик Крсте Мицирков и професор доктор Александар Прокопиев, универзитетски професор и писател, а покровител на изданието и на промоцијата е градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски.